Страсниот настап на Вил Смит и пејачката Индија Мартинес, на кој делува како да се бакнуваат, го подели мислењето на јавноста. Некои го опишуваат како невкусен, додека други велат дека по целото понижување што го претрпел од сопругата Джейда, време е да ја врати. Слободно можеме да кажеме дека бракот на Вил Смит и Джейда Пинкет Смит е еден од најчудните во Холивуд. Актерите не се разведени, но велат дека се разделени и покрај тоа што честопати заедно присуствуваат на важни настани. Наводно не живеат во ист дом, но дури и откако споделија дека се разделени, папараците честопати ги фотографираат заедно низ Лос Анџелес. Джейда дури се пофали дека имала афера со многу помлад маж и наводно добила благослов од Уил. Сега парот повторно се најде во центарот на вниманието по настап на Вил Смит во Мајами. На 20 февруари 56 годишниот актер застана на сцена со шпанската пејачка Индија Мартинес за време на доделување на награди за латино музика. Додека се на сцената, актерот и 39 годишната Индија во еден миг делува како да се бакнуваат. Индија му ја држи главата на актерот, додека тој ја фаќа за половината. Вчера вечер се одржа првото полуфинале на српскиот национален избор за песна на Евровизија, познат како Песма за Евровизија 2025, каде се представија 15 надпреварувачи. Ќерката на Драган Којич Кеба, Наташа, не успеа да се пласира во финалето, а по неа дојде нејзиниот татко, видно обесен поради тоа што неговата миленичка не продолжи понатаму. Тој ја зема со автомобил по завршувањето на првата полуфинална вечер, а Наташа не сакаше да каже ниту еден збор за учеството на надпреварот и цело време се криеше зад очила за сонце и со капулјаче на главата. Кеба, од друга страна, даде урнебесен коментар и истакна дека РТС набрзо ќе мора да положи сметки затоа што неговата ќерка не помина понатаму. Се видовте и чувте, секој мора да положи сметки, а наскоро и РТС. Не сум разочаран, беше одлична, изјави накратко Кеба. Опериската првенка Весна Гиновска-Илкова заедно со уште неколку пријатели организираша забава за 89 годишниот роденден на опериската примадона Милка Евтимова во домот за стари лица во скопската населба Киселавода, каде што таа престојува. Гиновска-Илкова вели дека ова бил многу емотивен ден за сите станари во домот. Истиот ден таа требала да го носи сина си на факултет во Солун, но го откажала патувањето за да помине денот со нејзината професорка Евтимова. Доктор Благица Костадинова и внукот на Милка Борче се погрижија се да организираат во домот, а таа радосна, среќна, исполната и насмејана ги почести сите штитеници на својот документарец и нејзиниот глас. Некој мотивно плача, некои се сеќаваа дека ја гледале на сцената. Дотерана како и секогаш, седеше и уживаше во прославата. Дуваше свеќи, се напивме кафе и јадевме торта. Милка е жена која ја има контролата врз својот живот и во староста е со бистар ум, ни рече Гиновска-Илкова. Во големата сала на Националната опера и балет на 26 февруари во 19 часот ќе се одржи концертна промоција на новото пијано, донација за Факултетот за музичка уметност од Скопје од Кочо Ангјушев, а во соработка со австриската амбасада и амбасадорот Мартин Памер. Ексклузивен гостин на вечерта ќе биде амбасадорот и промотор на македонската култура Симон Трпчевски, кој е алумнус на Факултетот за музичка уметност во Скопје и ќе настапи со реномирани уметници и професори од факултетот во Скопје. Факултетот за музичка уметност е јадро на музичката едукација во земјата, со најдолга историја која кадровски ги екипира најзначајните институции, столбови на македонската музичка култура, македонската опера и балет, македонската филхармонија, Националниот џез оркестар, Битолскиот камерен оркестар, како и наставниот кадар за стручното и општо образование на сите нивоа во Републиката. Препознавањето на значењето на факултетот во Скопје и поддршката се пресудни за понатамошниот квалитативен подем на музичката и на балетската сцена како стожери на културниот развој во Македонија.